Иако стотици граѓани излегоа на протестот, тишината уште еднаш завладеа во Кочани. Семејствата на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс маршираа низ улиците. Носеа фотографии од нивните најблиски кои настрадаа, транспарентни марш за 59 ангели, но и надпис дека ова не е несреќа, туку убиство. Маршот започна точно во 12 часот и 5 минути. Учесниците, предводени од семејствата, поминаа покрај кафулето во градот, чиј сопственик е и сопственикот на дискотеката, а потоа пред зградата на општината, полицискиот објект во градот и зградата на судот во Кочани. Таму, еден од родителите упати прашања до овие три институции. Пред три валидни институции поставувам три валидни прашања. Кој го уби мојот ангел? Кој го уби мојот херој? И кој го пеплуса тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца. Други пак порачаа, доколку полицијата си ја вршела својата работа, оваа трагедија немало да се случи. Правда не беше во да се деса. Да си работеа полицијата како што треба работа, но дете немаше да почине. Во пожарот во дискотеката Пулс настрадаа 59 лица. Вчера на повредите им подлегна уште едно лице кое се лекуваше во странство, а кое се водеше како управител на дискотеката. Со тоа бројот на жртви се искачи на 60. Со оглед на тоа дека и управителот беше меѓу лицата кои се опфатени со истрагата, обвинителството соопшти дека постапката против него ќе биде прекината. Со истрагата за пожарот опфатени се поранешен министер и директор на Државниот пазарен инспекторат, вработени во Министерството за економија, полицајци и градоначалници на Кочани, како и газдата на дискотеката. Како што е познато, дискотеката работела со лажна лиценца, а не исполнувала ниту услови за извршување на ваква дејност.